Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, драги гледачи. Еве неповторно заедно денеска во нашата програма. 27. април, среда 2022 година. Денеска сонцето изгреја во 5 часот и 33 минути, а ќе зајде во 19 часот и 22 минути. Денеска сме 117 ден во оваа календарска година или уште 248 дена во оваа година. Се надевам дека сте добро, празниците веќе се позади нас и отпочнува уште една нова работна недела. И вчера беше работен ден, но како да е, еве полека ја трошиме и ова недела, и ова седмица во ова календарска година, односно во месец април. Полека се ближиме кон крајот на овој месец. Не чека уште еден празник, 1 мај, 2 мај, но како да е, веќе имаме топли денови, така да полесно се диши. Се надеваме дека зимата е позади нас, бидејќи се наоѓаме во најубавото годишно време, во пролета. Што се однесува до денешната температура, почитувани гледачи, ќе имаме сончево и топло. Попладне со мала до умерена локална облачност, ќе дува со слаб до умерен ветер од јужен правец. Според картата што ја гледам на Република Македонија и прогнозата, значи денеска ќе имаме насекаде убаво сончево време со релативно високи температури. Еве, утрово, односно сега моментално во Кавадрици е плюс 11 степени, 8 на сончево, така да температурата утринска се движеше од 9 и ќе се качи до 28 степени. Во Гевгилискиот регион исто така ќе имаме топло време од 9 до 29. Интересно, во Беровскиот регион ќе биде високи температури до 23 степени, Куманово од 7 до 24, во Скопскиот регион од 8 до 28, Полошкиот, односно Тетовскиот, Гостеварскиот дел од 4 до 18, малце посвежо, но и во Охрид ќе имаме релативно убаво време од 7 до 22 степени, а во Пелагонија од 7 до 25. Така да искористите го денешниот ден, ако имате време да прошетате, да дишите чист воздух, сончеви зраци, зашто сонцето е многу важно, има полно витамини кои организмот ги прима кога сме изложени на сончевата светлост. Уште не е така жешко да може да добиеме некои опекотини на кожата, затоа што ова температура е поднослива и многу е пријатно времето. Реков, искористите го денешниот ден, бидејќи веќе утре малку ќе се поремети временската прогноза, односно времето. Еве како гласи за утре, ќе имаме сончево со умерена облачност и со умерен, а вдолж поврдерието засилен северен ветер. Попладне ќе има локален пороен дожд и грмежи. Така да еве утре малку времето ќе се промени, ќе отпадне температурата, но ќе биде се уште пријатно. Значи утринските ноќните температури ќе бидат релативно топли, но преку дента значи ќе се намали за 5-6 степени дневната температура, но ќе имаме значи се уште убаво време. И во наредните денови ќе имаме променливо време, значи температурата ќе опадне. 29 април ќе имаме значи од 16 дневната до 22, на 30 ќе имаме од 17 до 22 степени и на 1 мај ќе имаме од 16 до 21 степени. Но следете нашата програма, ние редовно ќе ви информираме за состојбата на времето на овие простори во нашата земја. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие информира дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви
коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење и возење, почитување на поставената патна сообраќајна сигнализација и внимателно да се управува со возилата, бидејќи посебно низ градовите да се почитуваат пешачките премини, каде што нашите пешаци со граѓани поминуваат, претежно и деца, така да се внимава кога се вози во градските средини. Се уште се изведуваат градижни работи на некои делници, на некои патишта, затоа на време информирајте се кога треба да тргнете кон вашата цел, дали патните правци се отворени или пак има застој. Што се однесува до рубриката на денешен ден, спомнавме дека денес е 27 април. Да видиме што запишала историјата, што се случило во светски рамки на денешен ден. Многу убиства, многу луѓе кои починале, историјата ги забележала, бидејќи нешто придонеле во општеството. Еве, например, на денешен ден, 1521 година, на филипинскиот остров Макатан, домороците губиле Фернандо Магелан, португалски морепловец во служба на Шпанија. Пловејќи по должината на Јужна Америка и низ теснината на огнена земја на 16 март 1521 година од Тихиот океан пристигнал на филипинските острови. Роден е во Соброза, Италија на 16 март 1480 година. Еве интересна личност. 1791 година роден е Самуел Морзе, американски физичар и сликар. Во 1837 година го пронашол телеграфот. Умрел во 1872 година. Значи, Морзева азбука, што се пишува тие кога се пронашол телеграфот, всушност тој го пронашол и човештвото да било интересен на придобивка за да контактира и да испраќа пораки. На денешен ден, 1915 година, починал Александар Николаевич Скрябин, руски композитор и пианист. Човек кој напишал многу, композитор на многу песни и пианист, придонел за оние кои се љубители и на таквата музика. 1941 година на денешен ден во Атина, во Втората светска војна, германските трупи го зазеле, односно ја зазеле Атина. Значи, на денешен ден, 1941 година, германците ја зазеле Атина. Борбите траеле околу 180 денови. 1945 година, на денешен ден, италијанските партизани го фатиле злогласниот Бенито Мусолини, кој се обидел да побегне од земјата. Набрзо потоа, како еден од виновниците за Втората светска војна, бил стрелен на 28 април 1945 година. И тоа се случувало, убиства. 1961 година прогласена независноста на Сиера Леоне, поранешна британска колонија во Африка. Еве нешто од Македонија. 1992 година, понеделник, вториот ден на православниот празник Великден, прв пат е прогласен за неработен ден во Република Македонија. Еве тоа завчера се случи, односно се празнуваше вториот ден на Великден како државен празник. Тоа бил прогласен тој ден во 1992 година. Пред тоа не беше државен празник. Во 1993 година представниците на Кина и Тајван за прв пат од 1949 година се сретнале во
Singapur. Еве тоа беа само дел од настаните кои се случиле во минатото на денешен ден 27. април. Одиме сега со песна, потоа ќе се вратиме повторно во емисија. to kada smrt i svako zlo suze sve sa lica mog za večno svu kloni Bog. Težno kad povede me stazom nove zemlje te, kakav dan, predivan dan, bit će to. Еве неповторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Утринска програма која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Поздрав до вас кои сега се вклучивте во живо, ја следите ова наша денешна емисија. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Пред да ги прочитам капките на мудрост, еве една кратка досетка. Таткото сакал да го провери знаењето на своите синови, а по математика секако, па затоа ги запрашал: деца, ако на секого од вас му дадам месечно по 30 евра, колку ќе имате после 4 месеци? Момчињата еднодушно одговориле: ништо. Како ништо? Па воопшто не знаете математика, рекол таткото. Ние знаеме математика, тато, но уште повеќе
те познаваме тебе. Очигледно, таткото бил малце скржав и децата не очекувале дека ќе добијат по 30 евра месечно и затоа рекле ништо. Еве на почетокот, односно сега во рубриката ќе прочитаме и неколку капки на мудроста. Добрината твоја не се подарува на оние што не ја заслужуваат. Иако сепак треба да бидеме добри кон сите и оние кои можеби не почитуваат, да ние од наша страна покажуваме добрина. Тишината е вистинскиот пријател кој никогаш не изневерува. Понекогаш навистина е потребно да се повлечеме, да бидеме во тишина, да се чуеме, да се слушнеме сами од себе. Срцето на мајката е длабока бездна, на чие дно секогаш ќе најдете прошка. Каде што има голема љубов, секогаш се случуваат чуда. Многу е лесно да поразиш некого, но многу е потешко да го победиш. Има тука голема вистина. Мора да научиме да живееме заедно како браќа, инако ќе исчезнеме како будали. Вистинското богатство на човекот е доброто да го прави во животот. Навистина, повторно порака од ова мудра изрека: колку стои до нас, имајте мир со сите. Така не учи Библијата. Сите не мора да не сакат и не може да не сакат, но ние да ги почитуваме сите. И затоа вистинското богатство на човекот е доброто да го прави во животот. Добро, одеме сега со една кратка приказна која носи наслов Оној што фрла кал, ќе има калливи раце. Текстот воведен го наоѓаме во Римјаните 12 глава, 17 стих. Никому не враќајте зло за зло. Едно девојче, шетајќи со својата мајка покрај оградата на соседите, забележало дека ги гледа еден булдог, тоа едно куче, и почнало да му прави намуртени гримаси. Значи, девојчето кон кучето правило некои намуртени гримаси. Кога мајката го искарала девојчето да не му прави гримаси на булдогот, детето подналутено одговорило: па мамо, тој прв почна да ми прави намуртени гримаси. Во известна смисла девојчето било во право, зашто природниот изглед на булдогот е таков што остава впечаток дека прави намуртени гримаси. Но ништо нема да постигнеме ако ние му возвраќаме со намуртени гримаси, туку и самите ќе прилегаме на булдози. Слично и со нашите постапки спрема луѓето кои од омраза или од лутина ни прават зло. Обидот да им возвратиме само ќе не расипе и нас самите. Како Божји деца ние би требало да негуваме љубезност кон луѓето, дори кога тие се нелюбезни кон нас. Зашто додека духот на овој свет вели врати му со иста мера на оној што ти напакостува, Христовиот дух вели покажувајте љубов и кон своите непријатели и молете се за добро на оние што ве прогонуваат. Ако сакаш да провериш колко е твоето христијанство, запрашај се: како се однесувам кон луѓето што ми прават зло? Успевам ли да го задржам духот на љубезност и воздржливост во своите зборови и постапки? Да се однесуваш христијански не е природно, туку надприродно. Поради тоа треба да бареме сила од Светиот Дух. Наистина убава порака, оној што фрла со кал, рацете ќе му се калливи. И затоа нека и овој ден, среда, 27. април, почитувани гледачи, да не фрламе под наводници кал. Не мислам буквално со раците да фрламе кал, меѓутоа може да фрламе лоши зборови, да изговараме, да повредиме некого или нешто да направиме лошо што е спротивно на волјата Господова. И затоа овде писателот на крајот заклучува, вели, да се однесуваш христијански не е природно. Зашто нашата природа е грешна, вели апостол Павле, и не влечи назад. Но затоа да правиме добро е нешто надприродно. Потребна ни е сила од небото. Верам дека се помоливте и овој ден кога станавте наутро и рековте: Боже, чувај ме денеска, води ги мислите мои, делата и постапките, зашто ѓаволот е лавко и рика
i može da ni postavi zamki, da ni postavi nevidljivi tempirani bombi i jednostavno da predizvikat kaj nas gnev, revolt ili pak da gi izvalkame racete koje ke frlime kal na nekogo so neko izborovi. Zato neka Gospod ne čuva da na vistina bideme takvi kakvi što to i saka. Zašto nismo predstavnici Božji, a Bog ne je takov. Ako ga smo nije predstavnici na nekoj firma, na nekoj ustanova, na nekoj предприятие, ние treba da ја застапуваме таа фирма и фирмата, односно управата на таа фирма од нас очекува да бидеме на некој ниво, а ние сме представници на небото, синови и керки Божи, како што вели и апостол Јован во првата глава од своето Евангелие. Еве, тоа беше кратката приказна, ќе одеме сега повторно со песна, а потоа ќе се вратиме во живо во нашата емисија. Господе, Твоја е љубав као сунчев сјај. Она ме привлачи к Теби, зове у загрљај. Осјеќам Те сам, снагу на мене изљева. Твоја е љубав као сунчев сјај. Она ме привлачи к Теби, зове у загрљај. Осјеќам Те сам, снагу на мене изљеваш. И зато Тебе волам, Tebe volim, Ti si meni sve, Ti si meni sve, Tvoja je ljubav kao sunčev sjaj. Ona me privlači k Tebi, zove u zagrljaj. Osjećam Te sam, snagu na mene izljevaš. Gospode, Tvoja je ljubav kao sunčev sjaj. Ona me privlači k Tebi, zove u zagrljaj. Osjećam Te sam, snagu na mene izljevaš. I zato Tebe volim, zato Tebe volim, volim. Ti si meni sve, Ti si meni sve, Gospode.
Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда. Еве не повторно во живо во нашата емисија следува рубриката Утрински стих, кој го наоѓаме денеска во книгата на пророк Исаија, 60 глава, првиот стих. Стани, засвети, зашто твојата светлина доаѓа. Над тебе блеска Господовата слава. Со меѓучовечките врски христијанството доаѓа во допир со светот. Секој што примил божествено видело, треба да им го осветлува патот на они што не ја познаваат светлината на животот. Моќта на држењето посветена со моќта на дружењето посветена со Христовата благодат мора корисно да се употребува во задобивањето на душите за Спасителот. Да му дозволиме на светот да види дека не сме себично окупирани со нашите лични интереси, туку дека сакаме и другите да ги делат нашите благослови и предимства. Нека вида дека нашата вера не прави нечувствителни или строги. Сите што исповедаат дека го нашле Христа, нека служат како служител, како што служи тој што служил Исус за добро на луѓето. На светот не треба никогаш да му ставиме лажен впечаток дека христијаните се стушени, несрекни луѓе. Ако нашите очи се насочени кон Исуса, ќе го видиме сочувствителниот откупител и ќе не осветли светлината на неговата појава. Секаде каде што е присутен неговиот дух, тука владее мир. Тука има и радост, зашто постои блага, света доверба во Бога. Христос е задоволен од своите следбеници кога покажуваат дека, иако се само човечки суштества, учествуваат во божествената природа. Тие не се кипови, туку живи мажи и жени. Нивните срца, освежени со росата на божествената благодат, се отвараат и се шират како сонцето на правдата. Светлината што ги осветлува се одбива од нив кон другите во делата што блескотат со Христовата љубов. Признавањето на верата што ја посведочиле мачениците и светите им било од полза на подоцнежните поколенија. Живите примери на светост и непоколеблива честност се сочувани да влеат храброст кај оние што сега се повикани да станат како сведоци за Господа. Тие не ја примиле благодата и вистината само за себе, тук преку нив земјата да биде осветлена со познавањето на Бога. Дали Бог во ова поколение им дал видело на своите слуги? Тогаш тие нека дозволат тоа да свети на светот. Ние мора да бидеме канали преку кои Господ ќе може да праќа светлина и благодат на светот. Целата црква, работејќи како еден човек, сочинувајќи соодветна целина во совршено единство, треба да биде жива, активна, мисионерска сила која ја придвижува и контролира Светиот Дух. Тоа беше утринската порака, односно утринскиот текст како коментар кој го најдовме во Исаија, 60 глава, првиот стих. Стани, засвети, зашто твојата светлина доаѓа, над тебе блеска Господовата слава. Нека и овој ден бидеме ние, почитувани гледачи, за некого светло во тунелот во кој тој се наоѓа. Да му кажеме дека постои една светлина која зрачи топлина, радост, мир, трпение, љубов, а тоа е Исус Христос, Бог, кој постојано ги повикува луѓето да дојдат кај Него. Бог не поставил како светли знаци да ги насочиме луѓето кон Бога, кон Христа. Некои, на жалост, денеска се заробени во разни пороци, во дрога, во алкохол, во тутун, во цигари, во некои други себични работи кои ги имат во својот живот, но Бог нас не повикува на таквите луѓе да им укажеме на Христа, да му дозволиме на светот да види дека не сме себично копирани со нашите лични интереси. Ако ние сме дознали вистината, ако ние го познаваме Господа, ајде да не бидеме себични, туку да на луѓето тоа им го откриеме. Секако на оние кои сакат со сила не можеме ништо да сториме. На светот не треба никош да му ставиме лажен впечаток дека христијаните се стушени, несрекни луѓе.
Ако нашите очи се насочени кон Исуса, ќе го видиме сочувствителниот откупител и ќе не осветли светлината на неговата појава. Кога учениците биле во горната соба и кога Духот Свети се спуштил врз нив, тој светол оган, тие го виделе еден на друг над нивните глави и толку биле обземени со таа небесна сила, не можеле тоа да го сокријат и отишле во градот Јерусалим и го проповеделе Христос воскреснатиот. Таа радосна вест. Денеска исто така се проповедаше овие 2-3 дена за Великден, меѓутоа на жалост се те спласнува. Не треба постојано секој ден да дозволиме Христос да умира во нас, односно ние да умираме во Христа, нашето јас, нашите слабости и проблеми. Затоа нека и овој ден бидеме патокази Христови на луѓето кои не го запознали Исуса, да можете тие да го запознат додека е времето на милоста. Ние мора да бидеме канали преку кои Господ ќе праќа, ќе може да испраќа светлина и благодат на светот. Целата црква, работејќи како еден човек, сочинувајќи соодветна целина во совршено единство, треба да биде жива, активна, мисионерска сила која ја придвижува и контролира Светиот Дух. Секако тоа не можеме сами да го направиме. Туку, како што вели апостол Павле во една од своите списи, се можам преку Исуса Христа кој ми дава сила. Силата е не е ограничена, тој силата на Светиот Дух кој ни стои постојано на располагање, почитувани гледачи. Ако сакате и понатаму да изучувате Библијата и да ги читате овие убави тексти од Светото писмо, еве ние ви нудиме Библија бесплатно, значи Свето писмо кој може да го добиете на ваша домашна адреса за вас, за вашите роднини, за вашите пријатели, затоа бидете слободни, напишете ни, еве ние ќе ви испратиме Библија на македонски јазик, да ја имате, да ја читате, да се молите и да ги откривате тие големи вистини на Светото писмо. Исто така постои и дописен курс онлайн, значи преку интернет може да изучувате Библијата. Еве сега за која секунда ќе видите рекламата, слободно напишете Библијата зборува МК и ќе ви се отвори сајтот на дописата библиска школа. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои се вклучивте во меѓувреме и ја следите нашата програма. Ви благодарам на вашите пораки што ги напишавте за добро утро и ние ви возвраќаме да имаме навистина убав и благословен денешен ден кој Господ ни го подарува во нашиот живот. Следува рубриката за библиските личности. Денеска ќе кажеме неколку реченици, неколку зборови за пророк Амос. Амос е еден од малите пророци кои ги наоѓаме во Стариот Завет. Неговата книга има само 8 кратки поглавја или глави и еве ќе прочитам неколку информации од Библијата, значи од Светото писмо што пишува за самиот пророк. Зборовите на Амос, пастир од Текое. Значи Амос бил говедар, пастир. Тој не се срамел да тоа го напише во својата автобиографија. Знаете, денеска има луѓе кои прават своја автобиографија и ги избегнуваат тие, можеби малце неугодни реченици за нив, како луѓе од каде се и така натаму. Амос вели, јас сум бил говедар, пастир, сум чувал стока. Бог го повикал, значи, од таа пастирска служба. Бидејќи Библијата е составена од повеќе луѓе, малце подосна ќе кажеме за Библијата, пастир е еден
Amos je jedan pastir koji Bog go povekal da bide njegov prorok. Неговите виденија за Израел во доба на јудејскиот цар Ози и Еровам, синот на Јоас, израелски цар, на 2 години пред земјотресот. Гледайте, тогаш се случило голем земјотрес. Тој вели, Господ грми од Сион, гласот му се разнесува од Јерусалим, сточарските пасишта жалат и се суши врвот на Кармел. Амос, значи, еден старозаветен Божи пророк, кој живел некаде во 8 век пред Христа. Тој современик, исто така може да кажеме, тука некаде и на останатите пророци, како што бил Исаја и така натаму. Роден е во Текое, а Текое близу Витлеем, во едно сиромашно семејство. И тој признава дека бил пастир, може би немал ни своја стока, може би чувал на комши како аргат за пари, но како е да е работел за тие богати жители на Јерусалим. Значи, овде Бог го одбрал да биде негов пророк. Живел во времето, како овде што прочитавме, во времето на царот Озие и Еровоам. Тоа биле цареви идолопоклоници, на жалост. Иако биле евреи, но биле идолопоклоници. И овде тој најавува земјотрес, не физички земјотрес, но туку духовен земјотрес, кај што Господ ќе го просее Израел и ќе остави еден остаток, верен Божи остаток. Наистина овде се случуваат, подосно ако читате во Библијата, ќе видите разни убиства за негово време, но очигледно во секое време Господ имал своји луѓе, свој остаток кои биле на браникот, на страна на вистината. На жалост, сите цареви и водачи не биле лојални на Бога. Често пати знаеле да ја искриват вистината и да го поведат народот во погрешен правец, меѓутоа тогаш Бог подигал пророци, своји луѓе, да повторно им ја наговести вистината и да ја врати светлината на луѓето и да се вратат повторно на вистинскиот пат. Ке видите овде, вели суд над Израел во 3 глава, понатаму гревовите на Самарија, повик на покаяние, значи Бог упатува преку пророкот повик на покаяние, понатаму се случуваат насилства, запустување, лишување и добива 7 виденија на судот што доаѓа и благослови што следат по него. Знак за брз погибел на Израел и така натаму. Ако имате денеска време, нека ви бидеете како мала лектира, книгата на пророк Амос прочитајте ја, ќе видите што се случувало во минатото, на жалост и во израелскиот народ кој бил Божи народ, повикан да ја носи светлината, да го носи тоа знаме на вистината, но често пати паѓале под духот на идолопоклонството и се изедначувале со останатите народи. А Господ им рекол, немојте, гледате како тие живеат безбожно, јас ви одбрав вас да ја носите светлината, но на жалост, често пати луѓето паѓале, што се вели, во духовна темнина. И сега ќе кажеме, почитувани пријатели, драги гледачи, зошто Библијата ние христијаните ја читаме? Зошто е толку важна? Библијата е збирка на 66 книги, 39 во Стариот Завет и 27 во Новиот Завет. Претежно Библијата е пишувана на еврејски јазик. Стариот Завет, освен неколку глави тамо во книгата на пророк Исаја, кај што е пишувана на староарамејски, и Новиот Завет е напишан на старогрчки или кој не јазик. Книгите се разликува, значи, по својата должина. Некои се подолги, некои се пократки. Ја пишувале писатели отприлика околу 40 мина, кои меѓу себе не се познавале, а пишувана период од 1600 години, 1500 години пред Христа и 100 години после Христа. Така да, денеска имаме ние препис на оригиналот. Немаме оригинална Библија, зашто би се распаднале тие списи и не били сочувани, но кога веќе биле во живот, така да се изразам, Бог подигал луѓе кои ги препишувале тие списи во оригинали, ги претварале, како што била групата масорети. Тоа била една посебна група на луѓе
koji ја препишувале дословно точка по точка, запирка по запирка целата Библија. И денеска ние имаме верно на оригиналот, зашто се пронајдени некои остатоци, како што биле тие пронајдоци во Мртвото море 1947 година, се пронајдени тие делови од Библијата и се споредени со денешната Библија, и таа е иста веродостојна. Библијата за нас христијаните е водич, како еден компас, како една карта, патна карта која возачот ја има, како еден GPS сега во модерно време кој не води до нашата цел. Без Библија, без проучување, невозможен е христијан да живи. Затоа ви ја препорачувам, почитувани гледачи, да ја читате, не само да имате дома, да ви стои во полица, во ормар, туку и да најдете време. Денеска на мобилен може да симнете апликација, ги има и на македонски јазик, може да си отворите, да ја симнете и да ја читате барем еднаш по неколку глави дневно, каде што ќе се молите, ќе размислувате, зашто таа е духовна храна. Преку Светиот Дух таа не храни, не исполнува. Ја откриваме реалноста на нашиот живот, каде сме, што сме и каде ќе одиме. Затоа ви ја препорачувам Библијата да ја набавите, зашто преку неа Бог ни зборува за нашиот живот. Тие писатели што ја пишувале биле инспирирани од Божјиот Дух. Меѓу себе не се познавале, зашто реков 1500 или 600 години, тој долг временски период, но сите биле водени со истиот Дух, со Светиот Дух, и затоа Библијата е една компактна книга. Иако е и археолошка, и медицинска, и религиозна, духовна книга, таа сепак здравствена книга, зборови за нашето здравје, така да ќе најдете за сите сегменти во животот токму информации и совети во таа света книга. Еве, продолжуваме понатаму со песна, почитувани гледачи, потоа ќе се вратиме да го проследиме и останатиот дел од нашата денешна утринска емисија. Kaj tebe ja spam, sokri me, ti po prekratki ne svoj, ranecu i slobovo duša ta, zemi me, od tvoj krilja zemi me, od tvoj krilja, da se smiram, Bože moj, pod tvoj krilja, da se skrijam, da se smiram, Bože moj.
Evo неповторно во емисија во живо, почитувани гледачи. Следува рубриката да ја запознаеме нашата република, нашата Македонија. Денеска ќе кажем неколку зборови за селото Сопот. Има две села со исто име, Сопот, во Свети Николе, но има едно и во Кавадаречко. Така да ќе зборам денеска за селото Сопот, кој се наоѓа во непосредна близина на Кавадарци. Значи, Сопот се наоѓа во областа на Тиквеш, во непосредна близина на Кавадарци, на Тиквешката околина, североисточно од градот. Сместено е на левиот брег на реката Лудамара. Селскиот атар на широко се допира со подрачјето на соседната општина Неготино. Селото е рамничарско, на надморска висина од 205 метри, а од градот Кавадарци е оддалечено само 6 километри. Атарот зафаќа просторот 19,8 км квадратни. Превладува обработлива земјиште на површина од 1721 хектар. Селото е од збиен тип со разредени краеви, поделено на два мала, горно и долно мало. Подрачјето на селото е населено уште од досната антика, зашто сведочат двете наоѓалишта во неговиот атар. Селото било муслиманско во турско време, до крајот на 19. век во селото имало и христијани, а на другата страна на реката постоело чифличко мало. Селото е старо и било седиште на Тиквешкиот областен управител. Во 19. век селото било во Тиквешката каза на Отоманската империја, односно царство. Селаните, жителите во тоа населено место, почитувани гледачи, претежно се занимаваат со земјоделие. Има доста вработени во соседните општини, во Неготино, во Кавадарци, има големи индустрии и голем број од нив се вработени и овде. Но претежно тие се занимаваат со земјоделски работи. Во 1900 година во селото имало 580 жители, од кои 575 македонци. Понатамо, тука ги имам годините на разните пописи, но во 2002 година, предпоследниот попис, имало 804 жители. Релативно големо село, развиено село, значи кај што има и млади, зашто близо е градот, така да има и неколку стопанства. Се сеќам во поранешна Југославија, во тоа село имаше голема млекара, Сопот, кој произведуваше, имаше голема фарма на крави. Сега мислам дека е сведено на минимум, произведува кисело млеко, овче млеко и други врсти на млека, го снабдува и градот Кавадарци. Ако некогаш поминувате на патот Кавадарци Неготино, лево може ќе го од Марена се скршнува, или десно, се зависи од која страна доаѓате, и од Марена е некаде 2-3 километри оддалечено, а од Кавадарци 6 километри. Така да, едно живописно село, младо село, кога велам младо, живо село со население, кај што не е запустено како некои други планински наши села, кои на жалост се оставени на забот на времето. Толку за селото Сопот, кој се наоѓа во непосредна близина на Кавадарци. Во рубриката Здрава храна или здрави рецепти, денеска ќе ви прочитам, ќе ви пренесам неколку информации за корисноста на доматите. Пролете, време кога доматите ги има на нашите зелени пазари, иако цената е релативно висока за нашите финансии, но ќе дојдат и потопли денови, летото, каде што ќе има повеќе избор на домати, но сепак да ви прочитам зошто доматите се толку важни. Здрава храна и мокни чувари на нашето здравје. Доматот потекнува од Средна Америка, а во Европа е донесен после колонизацијата на Америка. Тоа е идеална храна за сите кои што внимаваат на својот изглед и одржувањето на баланс во организмот, затоа што содржи малку калории и голем број на
nutritivni sastojki. Во 100 грама домати има само 18 калории, така што спаѓа во групата на нискокалорична храна. Покрај тоа, доматите се многу добар извор на растителни влакна. Во 100 грама домати има 1 грам на растителни влакна, кои што го подобруваат варењето на храната, овозможуваат раст на корисните бактерии во цревата и превенираат појава на запек. Од витамините застапен е витаминот С, а доколку изедете еден среден домат, ќе задоволите 26% од дневните потреби на организмот за овој витамин. Витаминот С е познат антиоксиданс кој е значаен за виталност и создавањето на сврзнато ткиво, кој и помага на нашата кожа да има здрав и затегнат младешки изглед. Витаминот С има насочка важност и еден од најважните состојки кој има улога против старењето. Исто така му овозможува на телото подобро да се бори против инфекции и го штити од слободните радикали. Значи да изгледате помлади, почитувани, користете и јадете домати. Покрај витаминот С, доматот е одличен извор на витаминот А, кој е природен флавоноид и антиоксиданс. Еден среден домат задоволува 20% од дневните потреби на организмот за витамини, а витаминот А е потребен за одржување на здрави мукозни мембрани и кожа и е неопходен за добар вид. Гледате, доматите го подобруваат и видот. Секако не можеме ни од еден домат тоа да го направиме, треба постојано почесто да користиме домати. Конзумирањето на природна храна која е богата со флавоноиди му помага на организмот за заштита од канцер на белите дробови и устната празнина. Од витамините застапени се витамин К, B6, фолна киселина, ниацин, витамин Е, тиамин, рибофлавин и пантотенска киселина. Минерали, материи кои што ги содржи доматот се калиум, манган, магнезиум, бакар, фосфор, цинк, калиум и железо. Цела фабрика за витамини се наоѓа во доматите. Затоа ете да ги користиме што повеќе во нашата исхрана. Ево уште неколку здравствени придобивки од доматите. Благодарение на состојките кои ги содржат доматите, тој е познат како чистач на организмот од штетните состојки и одличен диуретик. Докажано е дека многу поволно влие врз следните здравствени состојби. Прво, алергија, анемија, се уништуваат артритис, астма, болести на забите, устната празнина и грло, бронхитис, импотенција, катаракта на очи, кардиоваскуларни заболувања, рак, опекотини од сонце, остеопороза, покачен холестерол, настинки и грип, кожни болести, регулирање на крвен притисок, регулирање на прекомерна тежина, умор, исцрпеност, хемороиди, шекерна болест. Сето тоа, доматот може да ни помогне да се намалат овие симптоми или овие болести што дел од нас можеби ги имаме, но затоа тоа се здравствени придобивки од доматите. Наша препорака е, почитувани гледачи, денеска е пазар во Кавадарци, вие кои сте овде или во вашите градови и села, најдете, купете, јадете, користете ги доматите, има многу придобивки за нашето здравје. Одеме сега повторно со песник и се вратиме да ја проследиме и последната рубрика во нашата денешна емисија. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти си јагнето Божјо, живот ми подари. О, ти живот ми подари. Утешител советник ти си, по твојот руко плеам јас. Срце ти надеж ми даваш, ако ја
slabost mi davaš ti sila, kon večnost ne podigaš, kon večnost ne podigaš. Tebe te slavime, Bože, te obožavame, Hriste, i hraniš ti srca tako. Za tebe glavim se, glavim sve za tebe. Tebe te slavime, Bože, te obožavame, Hriste, hraniš ti srca tako. Za tebe glavim se, glavim sve za tebe. Во рубриката Археологијата ја потврдува Библијата, денеска ќе кажеме на тема можат ли образованите луѓе да има доверба во Библијата. Бидејќи превладува едно такво мислење во светот дека Библијата ја читат прости луѓе, они кои се заостанати, они кои не се интелигентни и така натаму, меѓутоа тоа не е точно, почитувани гледачи. Денеска Библијата е потребна на секого, дали е учен, неучен, дали е млад или стар, дали е прост или непрост, дали е од село или град. Библијата е дадена за секој човек, зашто Бог не познава такви луѓе, богати и сиромашни. Бог познава само добри и лоши, односно машко и женско. Затоа, еве, во ова книга што јас ви пренесувам секој утро информации, може ли, односно археологијата и Библијата, можат ли денеска и тие така наречени образовани луѓе да има доверба? Во наредните неколку емисии јас ќе ви пренесам убави совети и упатства што овде се дадени во ова книга и ќе видиме дека секој може да верува во денешната Библија, во Светото писмо. Зошто едно образовано лице може да има целосна доверба во Библијата? Библијата сама за себе тврди дека е Божја реч. Некои луѓе тврдат дека Светото писмо е добро како и секоја друга книга, добра книга и дека е инспирирано како што се инспирирани делата на Шекспира и на Платона, или како Куранот, или како индиските и кинеските книги. Ти имаат своји свети книги, а христијаните своји, велат луѓето. Но кога ги читаме делата на Вилијам Шекспира, никогаш нема да видиме или да не идеме на зборот ова е реч Господова. И ниту една друга книга не тврди така. Платон не кажува дека она што го напишал, тоа е реч Господова. Повеќе од 2600 пати во Библијата се спомнува дека таа е реч Господова. Значи, Библијата е реч Господова. Тоа е или вистина, или не е вистина. Писателите на оваа книга пишувале под Божје вдахновение или не. Сите тие кои го пишувале Светото писмо тврдат дека пишувале под Божје влијание. Според тоа, оно што го кажале, тие е вистина или сите тие лажат. Во периодот од 1500 години Библијата ја пишувале 40 различни писатели. Секој од нив тврдел дека она што го Господ напишал е реч Господова. Ако лажеле, тогаш се работи за најголема лага, што кога било е напишана. Во тој случај имаме 40 лажговци кои лажат 1500 години пред Христа и 100 години после Христа, зашто Библијата го фаќа тој период. Неодамна еден пријател ми кажа дека може да го прифати Исуса како добар човек, но не и како Бог. Му одговорив дека ако Исус е само добар човек, може да донесе многу проблеми. Кога бев дете, родителите ми учеа дека добрите луѓе не лажат. Нашиот Господ кажува дека дошол од небото од Бога, дека тој и Отецот се едно.
дека се враќа кај својот Отец на небото и дека постоел пред да е создадена земјата. Значи тој или ја зборувал вистината, или лажел, нема средина. Исус или бил она што тврде, или ја изговорил најголемата лага што може да изговори човек. Но ако изговори лага, тој не може да биде добар човек, зашто добрите луѓе не лажат. Секој мора да се одлучи за едно. Или нашиот Господ бил она што тврдел дека е, или бил најголем лажго во земјата. Еве, овде ќе застанам, ќе продолжиме во утрешната емисија да видиме кои се тие факти, зошто и денешните луѓе, образованите луѓе, може да веруваат на Библијата, на Светата книга, која може, почитувани гледачи, да имате и вие. Значи, Библијата е Божја книга, веродостојна, и затоа може и образованите, и оне кои така наречени необразовани, сите ние да веруваме на ова света Божја реч, зашто многу книги биле напишани, но денеска ги нема. Многу филозофи, Маркс и Енгелс напишале стотици книги, томови. За време на комунизмот луѓето ги читали, ги чуват, можеби денеска и се уште во своите регали, но тие починале и умреле нивните книги. Но ете, денешната Библија е се уште жива, актуелна и важна за секог од нас. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот и на ова наша денешна емисија, утринска програма, која се емитува секој утро од понеделник до петок. Ова емисија се снима и се закачува на нашиот YouTube канал, така да проверете таму, напишете Глас на надежта на YouTube, Радио Глас на надежта, и ќе ви се отворат сите наши досегашни емисии кои сме ги имале, или на Facebook страната Радио Глас на надежта. Споделете ја ова емисија со ваши пријатели, со ваши колеги, комшии, така да и тие да ја гледаат и да се шири Словото Господово. Поздрав до сите наши гледачи од Македонија, во европските земји, Германија, Австрија, Холандија, во Украина имаме една група на гледачи, во Бугарија, секако и во Австралија, и во Америка, кај да сте и кога и да ја гледате ова емисија, ние мислиме на вас и заедно се молим и за вас и за сите нас, да Господ не чува и да не благослови. Денеска знам дека има некои од нашите гледачи имаат роден ден, ете, на крајот да им честитаме, да им посакаме добро здравје, да имат добар живот, добра година пред нив, благословена, да Господ им даде победа над сите проблеми кои ќе се појават и пред се да ги штити Господ и да ги води по правиот пат кој ќе не однесе ден на еден нов свет, кај што нема да прославуваме роден дени, кај што ќе отпочнеме еден нов живот ќе биде во вечноста. Почитувани гледачи, ви закажувам нова средба на исто место, во исто време, утре во 8 часот и 30 минути. А до тогаш останете со здравје, бидете благословени и се гледаме повторно утре во 8 часот и 30 минути. Довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.